По членот 31 се додава нов наслов и член 31а кој гласи: Бодови од формално образование. Член 31а. Кандидатите за прием во почетната обука добиваат бодови за формално образование кои се доуредуваат со подзаконски акт. Формалното образование за прием во почетната обука на Академијата за суди и јавни обвинители се вреднува согласно со постигнатиот успех на студиите кои ги завршил кандидатот и од рангирањето на универзитетот според ранг листата на домашни универзитети, согласно со Законот за високо образование и ранг листата на странски универзитети, и тоа следниви: Шангајската листа, Times Higher Education World University Rankings и QS World University Rankings. Максимум број на бодови кои кандидатот може да ги добија од формалното образование се 30 бодови. Бодовите за формално образование за кандидатите за прием во почетната обука на Академијата се пресметуваат како збир од производите на бодовите за просечниот успех на кандидатот и бодовите од рангот на високообразовната установа на соодветниот циклус на студии. Просечниот успех на кандидатот од студиите се пресметува како просечна вредност од оценките за сите положени испити, односно збирот од оценките од положени испити поделен со бројот на положени испити врз основа на податоците за испити и оценки кои што се содржани во официјален документ издаден од високообразовната установа. За кандидати кои завршиле студии на високообразовни установи во странство, просечниот успех се пресметува врз основа на документ за нострификација и еквиваленција на дипломата, издаден од Министерството за образование и наука. Логично, според ако ја го следевте амандманот, логично дека го предлагаме овој амандман со цел да воведеме систем за рангирање и забодување на формалното образование во согласност со исто така меѓународно утврдените рангирања на универзитетите и според ова што го предлагаме, соодветно на тоа на кој универзитет кандидатот го стекнал своето образование. Мислам дека колегата Сашко Костов треба да се вклучи овде во дискусија, затоа што токму тој е еден од најгласните поддржувачи на она што ние веќе во неколку наврати го говориме, дека апсолутно не е исто дали кандидат за судија или јавен обвинител за да почне да посетува обука, го завршил своето образование на УКИМ или на омилениот факултет на колегата Сашко Костов во Пробишти. Во Свети Николе се извинувам, таму имаше право. Според нас, за да направиме дистинкција помеѓу кандидатите кои што се пријавуваат за слушатели на Академијата, сметаме дека е многу важно на кој универзитет кандидатот го стекнал своето образование. Затоа, мислиме дека е општо прифатливо рангирањата да се утврдуваат според листите кои што ги предлага. За жал, ниту еден годинава, мислам дека според последното рангирање на Шангајската листа нема рангиран ниту еден универзитет од Република Македонија, меѓутоа тоа не значи дека нема да биде случај во иднина. Мислам дека УКИМ и Универзитетот Гоце Делчев беа на таа ранг листа од 1000 универзитети пред 1 или 2 години, не ме држете за збор. Како и да е, сите тука ќе се согласиме дека има разлика во квалитетот на образованието на кој универзитет е стекнато. И според нас, како и да е, без разлика што ги отворивме, еве ние го предлагаме и сметаме дека е многу важно кој каде го стекнал своето образование. Јас ве замолувам, почитувам председателе,
сета нервоза и фрустрација да ја оставиме надвор од оваа сала и да имаме минимум услови за работа, затоа што сметам дека ова што ние го предлагаме е апсолутно добро за понатамошната работа на Академијата и тоа се всушност дел од мојот став го кажа пред мене колегата ваш, господинот Костов. Така да не гледам тука простор за нервоза, кој отварал, точно е колешке, отвараше ВМРО ДПМНЕ универзитети. Кажете што вие отворивте, кажете што вие направивте. Како и да е, не ги убиваме, ние предлагаме вака. Колеги, да се сослушаме, зборима колешка. Ние предлагаме вака. Значи, максимум број на бодови кои што кандидатот може да ги добие од формалното образование да бидат 30 бодови, меѓутоа да има рангирање според тоа каде го завршил универзитетот. Не значи дека ако некој отворил универзитет, дека сега ние ќе кажеме тој треба да биде исто рангиран со УКИМ. Не е исто. Башка за рангирањето на универзитетите на Шангхајската листа, гледам дека не сте запознаени, не влијае воопшто дали е ВМРО ДПМНЕ на власт или СДСМ на власт. Како што слушнавте, јас не ве обвинив дека во моментов УКИМ не е на Шангхајската листа поради вас. Рангирањето на било која од листите зависи од работата на самите универзитети и на професорите кои што работат. Колку трудови објавиле во списание со импакт фактор, сега да не ги набројувам сите, си има критериуми како се врши тоа рангирање на тие листи. Ако се некој отвори одреден универзитет, не значи дека тој универзитет, неговиот квалитет зависи од тој што го отворил. Неговиот квалитет зависи од тие што работат на универзитетот, на катедрата, на институтот, на факултетот. Тоа е независна област. Јас не ве обвинив вас дека годинава ни еден универзитет од Република Македонија не е рангиран на ниту една од овие релевантни листи. Иако индиректно има влијание поради тоа што константно се намалува буџетот за наука. Меѓутоа, тоа е тема која што јас ќе ја дискутирам на Комисијата за финансирање и буџет. Затоа ве молам, не ми упагајте во збор кога се обидувам да дадам мал придонес за подобро рангирање по соодветна селекција на кандидатите и никој не може да ме убеди дека не е важно кој каде го завршил своето образование. Дали го завршил, еве пак ќе повторам, дали го завршил во Свети Николе, на правниот факултет во Кочани или на правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Никој не може да ме убеди, сите ние имаме формално заокружено високо образование и многу добро ги знаеме приликите на секој од факултетите кои што ги споменав. Така да тоа е во врска со овој дел. Понатаму, ние сакаме да со овој амандман да уредиме начинот на кој што ќе се пресметуваат бодовите, а рангирањето предлагаме да се доуреди со подзаконски акт. Со овој амандман преку соодветна формула која што ја предлагаме, која што веќе функционира во пракса во Законот за административни службеници, кандидатот добива бодови врз основа во која образовна институција го завршил правниот факултет и со кој просек. Така да, според мене е нелогично. Ако во Законот за административни службеници, еве го законот, тоа е член 39 од овој закон, постојан, важечки закон, Закон за административни службеници. Колеги во Република Македонија, ако не сте знаеле, на овој начин се бираат административни службеници. А ние не го применуваме ова за избор на судии и на кандидати за судии и јавни обвинители. Значи, не можете да има ваква одредба, не можеме да дозволиме за обичен административен, не сакам да ја подценувам работата сега со мојата придавка обичен, меѓутоа сакам да направам споредна. За административен службеник да важи овој законски пропис, а да не се прифаќа тоа да важи за избор на кандидат за судија и јавен обвинител. Тука е битно да се спомене дека просекот не е услов за влез во академијата,
тука критериум врз основа на кој кандидатите добиваат, тука значи е критериум врз основа на кој кандидатите добиваат соодветни поени. Многу се и во јавноста, па и помеѓу колегите пратеници, погрешно беше толкувано она што ние го говоревме дека е важен просекот. Точно дека е важен, меѓутоа не е и најважен. Значи не е критериум просекот. Сега да не карикираме, треба да бидеме прецизни. Не предлагаме просекот да биде она што е, како што се збореше во јавноста, основен услов за влез во академијата, туку еден од критериумите врз основа на кој што кандидатот ќе добие соодветни поени, врз основа на тоа што неговиот крајен резултат ќе се пресмета преку соодветната формула која што ја предлагаме. Сега на ваков начин, секој од кандидатите, без разлика на кој факултет, се извинувам колешки, вие говоревте, сега сакам да ви дообјаснам дека не е баш така како што сакавте да поедноставите оно што ние го предлагаме. За факултетите. Значи, на овој начин, преку формулата, секој кандидат, без разлика сепак на кој факултет и со кој просек завршил, ќе има право да се кандидира за влез во академијата, но со оваа соодветна формула ќе се воспостави мерит систем и на некој начин ќе се наградат по-успешните студенти. Тоа ни е целта. Предлагаме со соодветни бодови да се вреднува и дополнителното образование на секој кандидат, со тоа што кандидатите со повисок степен на образование би добивале дополнителни бодови, што исто така сметам дека е многу логично. Не е исто дали ќе се пријави кандидат кој што е магистер по одредени правни науки, кој што е доктор, сега да не карикирам како претходно колегите, меѓутоа не мора да признаете дека мора да има, да, формулата го предвидува и ова. Значи со соодветни бодувања да влезе во пресметување на неговиот краен резултат, значи тоа ни е една од целите за да го креираме тој мерит систем. Не може сите да влезат и сите да се рамноправни. Кандидатите, значи, кои стекнале титула магистер или доктор на науки на правни студии, имаат дополнителни теоретски и практични знаења, зошто вложувале дополнително во себе, ако тоа никој не им го вреднува, особено оваа институција која што сметаме дека и тоа како мора да го вреднува, и нивниот дополнителен труд и нивното дополнително стекнато знаење мора да биде вреднувано во процесот на селекција. Но не и најважно, затоа е формулата, затоа е мерит системот што сакаме да го креираме преку овој нов член. Со добивањето на дополнителни бодови за сите степени на образование, дополнително ќе бидат, тоа ни е целта, овде ќе завршам со оваа реченица, дополнително ќе бидат стимулирани и кандидати од академската заедница, значи асистенти, доценти, професори на факултет, што ни е целта? Целта ни е да привлечеме вакви луѓе, вакви кадри, да се пријават за идни суди и обвинители. Значи, ова последното е нашата крајна цел. Најквалитетните да бидат тие кои што ќе бидат привлечени, да бидат членови, идни слушатели на Академијата за судии и јавни обвинители. Благодарам.